Jaz od tebe da se razdelam, jaz pak beden, roden zum bez kasmet. Sve somaka taga golema, jaz pak beden, roden zum bez Рече си неполни 30 на години ја крстара Македонија. Во овие изминати 3 децении нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум го посетил Богомилскиот регион. Сум бил и во област Азот, и во районот Извор, сум поминал и потечението на река Бабуна и река Тополка. Ми останаа 2-3 села во Богомилскиот регион, 2-3 села во област Азот и 2-3 села по течението на реката Бабуна и реката Тополка, меѓу кое и селото Горно Врановци. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селото Горно Врановци. Одлуката неодамна ја донесов кога бев во општината Чашка на консултација со градоначалникот на општината Чашка, господинот Горан Стојановски, за кое населено место да направам нов документарен видеозапис, каде што заеднички се договоривме овој пат тоа да биде селото Горно Врановци, затоа што ова е историски ден за општината, бидејќи, како што рече, прв пат во посета на 14 ноември 2019 господово лето, на гости очекува да дојде делегација од градот Измир, Република Турција, поточно речено од збратимената општина Чили, предводена од незиниот градоначалник Селим Утку Ѓумурукчу, неговиот заменик, како и делегацијата на општината и советот и представници на иселениците кои потекнуваат од овој регион, односно од селото Горно Врановци, а воедно да ја исполниме желбата на многобројните македонски селеници од селото Горно Врановци, кои живеат во Измир, во општината Чили, а посебно во двете населени места Мелтепе и Јани Махале, каде што преку тој документарен запис, третата генерација Горно Врановчани одблизу да го запознаат родниот крај на нивните родители, дедовци и баби, а преку овој документарен запис Горно Врановчани да им ги испратат многобројните поздрави до нивните најблиски. Težo gurbet tuđa tuđina. На 14 ноември 2019 ова господово лето, како и што се договоривме со градоначалникот на општина Чашка, пристигнав во административниот центар на општината Чашка, каде што делегацијата од градот Измир, Република Турција, од збратимената општина Чили на општина Чашка, предводена од незиниот градоначалник Селим Утку Ѓумурукчу, неговиот заменик, како и делегацијата на општината и советот и представници на иселениците кои потекнуваат од овој регион, односно селото Горно Врановци, ги пречека градоначалникот на општината Чашка, господинот Горан Стојановски, заедно со неговите соработници. Ancak çok derin bir memnuniyet duyuyorum. Şundan dolayı yani böyle büyük bir belediyenin böyle küçük bir kardeş belediye olarak bir belediye kardeşliği olduğundan dolayı gayet memnunum bu konudan dolayı. Leçe, kafe, çay, sok. Evet, içecek bir şey ne alırsınız? Nescafe falan varsa. Ako imate Nescafe? Da, dobro, sto šeker? Значи, Nescafe za gradonačelnikot. Bizler binlerce hemşehrimizin yaşadığı İzmir şehrinden geliyoruz. Ние доаѓаме од градот Измир, кој што многу бројни ваши сограѓани живеат во Измир. Saat Kulesi İzmir'in sembolüdür. Семболот на Измир е саат кулата на градот Измир.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda da Mustafa Kemal yetişmiş, buradan da beslenmiş bir büyük şahsiyetti. Bu ikisinin bir arada olduğu родители кои што се родили тука, сакавме и на тој начин да го символизираме. sunmaktan büyük onu biliyorum Çiğli halka. Имаме голема чест да ви го поклониме на името на граѓаните од општина Шили, да ви го презентираме и да ви го поклониме. Ви благодарам. Чок ти шекер Ова ќе го најде вистинското место во мојот кабинет. Да кабиним офисинде И ќе биде еден символ за воеднина, за сите градоначалници, дека за едно големо и долго пријателство меѓу нашите ömürlü општини. olacak olan kardeşliğinin bir sembolü, bir nişanesi olarak burada kalacaktır. Уште еднаш ви благодарам. Çok teşekkür ederim. Воедно, во чест на гостите од градот Измир, Република Турција, од збатимената општина Чили на општина Чашка, предводена од незиниот градоначалник Селим Утку Ѓумурукчу, неговиот заменик, како и делегацијата на општината и советот и представници на инселениците кои потекнуваат од овој регион, односно целото Горно Рановци, свечен прием беше подготвен и од советот на општината Чашка, предводена од председателот на советот, господинот Фемих Беј Луров. Добър ден на сите. Öncelikle iyi günler herkese. Како прво ми е честно и мило ми е што сте присутни во седницата на советот на нашата општина. Öncelikle belediyemizin meclis konseyinde burada olduğunuzdan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Од моето име и од името на советот ви се благодарам и што почнахме на добра соработка со вашата општина и во совет. Biz meclis konseyi üyeleri, belediyemiz olarak ve ayrıca sizin de konseyiniz, yani meclis konseyiniz ve sizin de belediyemizle başlattığımız bu kardeşlik belediyeler projesinden dolayı gayet çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Почитуван градчалник, заменик, началник, гости, ви се благодарам и мислам дека не е првата соработка, ќе продолжиме уште за подобри соработки меѓу нашите две општини и двете совети. Sayın Başkanlar, Sayın Meclis üyeleri, bu bizim başlattığımız bu ikili olan kardeşlik projemizde umarız ki daha da ileriye bu şekilde götüreceğizdir. Оти нашата општина има фамилиарни врски со вашата општина и ние како општина имаме многу од нашите фамилии што живеат во вашата општина. Yani buradan bizim belediyemizden, bizim halkımızdan, Türkiye'de, daha doğrusu sizin belediyenize göç etmiş aileler olduğundan dolayı bu şekilde ortak bir ilişkimiz var. Да ги изјавниме нашите соработки заатер за фамилиарните врски и да помагаме меѓу двете општини. Ve bu aile ilişkileri, yani aile ilişkilerinden dolayı her iki belediyenin de bu konuda yapacağımız çalışmalarla ilişkilerimizi daha da sağlamlaştırmış ve daha da geliştirmiş olacağız. Ќе видиме благостојни и ние да бидеме присутни и гости на вашата општина во наредниот период. Biz de sizin belediyenizde de misafir olarak ileride olacağımızdan dolayı olursak büyük bir biz de memnuniyet duyuyoruz elbette. Од мојата име ви се благодарам многу и на името на советот на општина и на општина Чашка и сите присутни. Многу ви благодарам за вашето учество и се надевам за подобра соработка. Kendi adıma ben de bu meclis konseyinin başkanı ve kendi meclis konseyi üyeleri adına ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çin'de hemşehrimiz çok var.
Значи имате многу наши заеднички сограѓани кои што се значи во Шили, селеници. Özellikle iki mahallede yolum var. Birisi Maltepe. Особено во две улици, значи во две мала се вика помногобројни, значи едната е Малтепе, Yeni mahalle. и Јени Махале, значи во овие две локации. Biz Sayın Başkanı meclisimizde ağırlamıştık. Господинот градоначалникот значи беше веќе во нашата општина, вика тука го гостивме. Ben de şimdi Çiğli Belediye Başkanı olarak sizlerle tanışmaktan, sizlerle birlikte olmaktan, belediye meclis üyeleriyle tanışmaktan büyük şeref ve onur duyuyorum. Јас имам огромно задоволство, како јас, како градоначалник, и со делегацијата моја, со советниците мои од општината, во оваа посета кај вас, имам многу огромно задоволство со присуството. Bugün buraya gelirken meclisimizde oy birliğiyle Çaşka'yla kardeş olmayı kabul eden iki siyasi partinin temsilcileriyle geldik. Значи овдека сме присутни и со двете партиски групи на Советот, кои што едногласно изгласија да оваа соработка и како две различни општини да заедно бидеме како се вика, да се збратимат вика заедничко, значи сите се согласија на ватем. Aynı zamanda hemşehrilerinizin yoğun yaşadığı Maltepe'nin muhtarını da getirdik. А исто така вика и го донесовме и мухтарот, кој што е мухтар на Малтепе, на малото Малтепе, го донесовме на оваа посета. Sizleri daha sık görmek istiyoruz. Biz de Çiğli'de sizleri misafir etmek И isteriz. ние би сакале уште почесто да ве угостиме кај нас во Чили, да ни бидете наши гости. Dostluğumuz daim olur. Çiğli ile Çaşka kardeşliği inşallah uzun yıllar saygı sevgi çerçevesinde devam eder. Се надевам дека војнина, братството, единството, збратимувањето меѓу двете општини ќе бидат вечни. И благодарам на вашите советници за поддршката за премествувањето за нашата општина и исто кај нас ова беше предлог со гордост го примавме вашата иницијативата на началникот и сите советници едногласно сите без листење изгласавме. Evet. Tabii ki siz de bu konuda destek veren her iki partiye de meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Yani buna hep birlikte karar verdikleri için ve onayladıkları için. Çünkü bize de bu teklif geldiğinde kardeş belediye olma sürecinde biz de her iki meclis grubunda başkanları, meclis üyeleri hep birlikte bunu kabul ettiler ve birlikte onayladık. По краткиот срдечен прием од страна на општинската администрација на гостите од градот Измир, Република Турција, поточно речено од збратимената општина Чили на општина Чашка, предводена од незиниот градоначалник Сели Утку Ѓумурукчу, неговиот заменик, како и делегацијата на општината и Советот и представници на иселениците кои потекнуваат од овој регион, односно од селото Горно Врановци, заедно со градоначалникот на општината Чашка, Горан Стојановски, и неговите соработници, се упатија, така да речам, кон првата од повеќето дестинации, предвидена според агендата на општината Чашка, во чест на гостите од Република Турција кон селото Горно Врановци. Но пред да го погледнете документарниот запис како мештаните од селото Горно Врановци ги причакаа гостите од градот Измир, Република Турција, поточно речено збратимената општина Чили на општина Чашка, предводена од незиниот градоначалник Сели Утку Ѓумурукчу, неговиот заменик, како и делегацијата на општината и Советот, а посебно представниците на иселениците кои потекнуваат од овој регион, односно од селото Горно Врановци, предлагам да ви пренесам дел од досегашните мои сознанија за селото Горно Врановци, кои се темелат врз устни преданија, легенди, митови
историски артефакти, пишени документи како дел од овој документарен видеозапис. Окото на секој добронамерник, движејќи се долж регионалниот пат Чашка Горно Јаболчиште, наоѓајќи се на потего помеѓу областа Грот, во полите на македонскиот горостас Мокра планина, во средното сливно подрачје на реката Тополка, од незината десна страна не може да не го забележи селото Горно Врановци, со куќите наредени како монистра на Гердан, чиј бисер, кој од утро до вечер раскошно блескоти под зраците на горноврановското сонце. Наминав и во Горно Врановци, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам делот непорекливата драгоцена слика за Горно Врановци низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите горноврановци, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда на заборавот. Постоењето на Горно Врановци како населба секако се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото Горно Врановци, некои околности укажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. А за тоа зборува и тоа што при секоја бура што ги зафаќа селото и околината, надојдените бујици вода, собрана од околните ридови во сливот на Врановска река, на Горно-Врановската падина на селото, носат и оставаат подолжина на српските бразди, бројни примероци на шајки, брутови и фрагменти од различни метални и керамички предмети, патем ископани од поројните дождови и сливни води. Тоа се секако артефакти од некогашни живеалишни објекти во непосредната околина на селото, денес препрокриени со пластови земја. Првпат селото Горно Врановци во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Горно Врановци припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер манастирот Светорождество на Пресвета Богородица, меѓународот попознат како манастирот Согле, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во манастирот Согле, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, и исто така за манастирот Светорождество на Пресвета Богородица, меѓународот попознат како манастирот Согле.
Ги знам ја куќиве што се останати стари куќи, све ги знам чии се. За историјата да кажат у Врановци други нема. Од 42 година, 68 години и 9 сум. Ја и знам све. Ја кога почнах додет имав 16 години. Во еден ден по 40 фамилии се двоја. Во еден ден. Zbogom mila dojde vreme, ja so tebe da se... Првите податоци за селото Горно Врановци се содржат и во пописниот Томански дефтер број 4 од 1476-78 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Врановци, во кое имало 48 куќи, во кои живееле 35 рисенски фамилии. Во пописниот дефтер од 1568-69 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Горно Врановци припаѓа на Торбешката нахија. Јас сум удека од стари Врановчани и имат еден Исен Рамковски, Капушовски, кој живе у Демиркапија таму. Само ние двојца сме останати овдека. Двојца. Нема други, тие се. 5.500 жители беше оваа село. Само јас од памтам имаат 16 текстилни дуќани. Моите солзи. Дека селото Горно Врановци на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија, од 1394-1767 година од Иван Стегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистиката на Васил Крнчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година во Горно Врановци живееле 1900 жители бухамеданци. Според секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1905 година во Горно Врановци имало 1880 жители бухамеданци. Во 1948 година селото било центар на општина и имало 3354 жители, сите македонци бухамеданци, додека пак во 1954 година Горно Врановци брои 3847 жители, сите бухамеданци. Дека селото Горно Врановци на овие простори обстојува многу векови, говори пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски во неговиот научен труд Областа Бабуна и Тополка, издаден во 1976 година во Скопје, а за селото Горно Врановци го забележал следното. Од најстари времења селото Горно Врановци се наоѓа на денешната локација во долината која ја создала Горноврановската река. Селото со вода за пиење се снабдува од неколку селски бунари и селски чешми. Во непосредна близина на селото се наоѓаат неколку извори, меѓу кои Градиште, Студеничиште, Невистински извор, Горни Долни Пржо и други извори. Селото Горно Врановци ги има следните топографски селски викани места и тоа: Соколица, Градиште, Брегови, Вирови, Бегов врв, Бел камен и други. Селото Горно Врановци е многу старо село. Горно Врановци е село од збиен тип.
Селото има 11 мала, 800 куќи. Се до првата половина на 19. век во Горно Врановци живеело христијанско население. Последниот христијански род на Ѓорѓевци од Горно Врановци се иселил во 1860 година во селото Бислица. Во првата деценија на 19. век во Горно Врановци се населуваат торбеши од мијачките села покрај Радика. Основно занимање на мештаните им е пекарството и воденичарството. Во селото имало 4 пекарници, 2 кафејани, 5 бакалници и 2 месарници. Пазарен ден бил петок, каде што на пазар доаѓале мештани од 15 на соседни и околни села на Горно Врановци. Старински родови во Горно Врановци се Ати Чосеви, Селимовци, Шабановци, Елезовци, Капушовци, Арслановци, Мемедовци и други. Во подалечното минато мештаните од селото Горно Врановци учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во пред-илинденскиот, илинденскиот и по-илинденскиот период. Исто така, Горно Врановци не ги избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирани во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. На оваа територија од средината на септември до крајот на ноември 1944 година се наоѓала извршната и законодавната власт на тогашната Федерална демократска Македонија, Президиумот на Народно-ослободителната војна, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, Главниот штаб на Народно-ослободителната борба, печатницата Гоце Делчев и раководството на ОЗНА. Горно Врановци било одбрано за дом на тогашната македонска влада, оти се наоѓало близу Велес и Скопје, било на слободна територија. Оттука се воделе сите завршни операции за конечно ослободување на Македонија и донесени се повеќе важни закони на неколку седмици подоцна реализирани во слободна Македонија. Тука, освен што било државното, партиското и военото раководство на новата држава, биле и американската и британската мисија. Во џамијата била болницата, а имало и интендантска и офицерска школа. Во селото се наоѓаат 5 спомен куќи на Президиумот на Народно-ослободителната војска, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, Главниот штаб на Народно-ослободителната борба и на печатницата Гоце Делчев, каде бил печатен првиот број на весникот Нова Македонија. 4 спомен куќи кои се во интеграции на Народниот музеј се отворени за посетителите, освен 5-тата спомен куќата на раководството на ОЗНА и која со години е затворена за јавноста. Од 1954 година па се до 1966 година селото Горно Врановци го зафаќа миграционен екзодус. Од околу 800 куќи во кои живееле 3500 жители со мухамеданска религија го напуштаат родниот крај и трајно се населуваат во Република Турција. 700 семејства се населени во градот Измир. Во овој временски период, двете џами и училишната зграда, која можела да прими и до 500 ученици, се разрушени. Иако речиси пред половина век македонските родови со исламска религија на број околу 700 се иселиле во Измир, нивните потомци не го забораваат родниот крај на нивните дедовци и баби.
Почитувани мои, предлагам, како дел од оваа репортажа, да погледнете дел од пречекот кој мештаните од селото Горно Врановци го приредија во чест на делегацијата од градот Измир, Република Турција, од избратимената општина Чили, предводена од незиниот градоначалник Селим Утку Ѓуборукчу, неговиот заменик, како и делегацијата на општината и Советот и представници на иселениците кои потекнуваат од овој регион, односно од селото Горно Врановци, кои денеска живеат во двете населени места Мелтепе и Јени Махале. За општина Чашка, посебно за селото Горно Врановци, е значаен ден, затоа што прв пат во историјата од осамостојувањето на Република Северна Македонија присутен ни е градоначалникот на општина Чили, заедно со делегацијата предводена од заменикот градоначалник, представници од иселениците кои што потекнуваат од овој регион, поточно од селото Горно Врановци. Оваа средба тлееше подолг временски период. Јас ја најавив уште во минатото дека заедно со општината Чили, во кој што највеќе живеат македонци врановчани, преку 40.000 македонци врановчани таму во тој регион, со акцент на Малтепе, Нергис и другите населени места. Денеска го донесовме тука градоначалникот за да видиме што конкретно во наредниот период можеме да дефинираме заедно со ние како општини. Дојдов тука како јабанџија, далеку од својот дом и крај, срце плаче. На 10 години, 46 година сум роден, во 56 година во Измир, во Каршијака сум села, до трети клас учев, во Турција ка појдеме, јазик нема, пари немаме, до платно новини продав, од платно после на школа одев, на 32 години во теа место се направив директор на голема гимназија. Кое место е? Каршијака. До оваа општина. И на 45 години се направив на исто место на сите школите директор. И овој фестивал ја го почнав таму. Начално ученик ми е мој ученик ми е. И овие ка братче, колку 3 години кад се знаени, до сега со многу башкани, како се вика, заедно бе мама, овие ка братче и овие мој братче, две братчина заедно ги донесов. Како се чувствувате денеска кога сте тука во родното место? Срцево побрзо ми е чукат. Што ќе пренесете дома кај собствените, во собственото семејство и кај вашите или нашите македонци во Турција? Buradan döndüğünüzde hangi hislerle döneceksiniz? Yani ben 73 yaşına kadar beceremiyorum. Tamam. До моите 73 години јас. Hemen hemen her gece Секоја вечер Çaşka'ya kadar geliyordum rüyamda. доаѓав до Чашка во мојот сон. Camiyi görüyordum Ја гледав џамијата, ama köye gelmeden rüyam bitiyordu. ама не можев да влезам никако во селото и се будев од сонот. Bu büyük bir hasret. Ова е голем недостиг, значи нешто ми фали во душата за да јас. Büyük bir göçün hikayesi. Е голема приказна на иселувањето. Ve bu hikayeyi iki başkanın buluşmasıyla И со средбата на двајцата градоначалници, iki cumhuriyet со две републики, yaşadığı sürece се додека се вечни, се додека живеат републики, bu dostlukların овие пријателства daha fazla güçlenmesinin уште подсврсто да се зацврстат. vesilesi olduğum için И јас, затоа што придонесов да ова се şu реализира. anda dünyada en çok istediğin ne diye Ако sorarsalar прашате мене што сакавте највеќе во овој свет, bu iki insanı birleştirmekti. Onu da да ги başardım. спојам двајцата луѓе и мислам дека тоа го успеа во тоа. Копеја
nepoznat kraj. Дојдов тука како ја. Мештаните од селото Горно Врановци ги замолија гостите од Турција да го посетат и хотелот кој се наоѓа веднаш над селото, каде што ги замолија гостите од Турција пред се нивните соселани кои денес живеат во Измир и ширум Република Турција, пред се бизнисмените да се заложат да го реактивираат овој хотел како куќа на иселниците од селото Горно Врановци. Срце плаче, нигде среќа нема. Во периодот од 51 до 58 година, кога се иселувале од селото Горно Врановци, морале својот имот да го остават тука за пошто зошто да го продадат, да го отуѓат, бидејќи не можеле да имаат двојно државјанство. И денеска тие граѓани кои што живеат во Република Турција во градот Измир немаат и државјанство, но и имотот кој што го имале тука од дедо прадедо веќе го немаат. Така да со овој хотел сметаме дека ќе им дадеме можност да направат корен со кој што потоа дрвото во парафразирачка мислам работа ви го зборам, за да можат да имаат место во кое што во иднина би доаѓале нивните внучиња, нивните деца да знаат од каде потекнуваат овие граѓани, затоа што сега и да дојдат немаат каде да ги сместат, немаат што да видат. Овој хотел планираме да биде и се надевам дека идејата ќе успее, затоа што имаме позитивна енергија и јас и градоначалникот и селениците, да се донесе и една спомен соба кај што би имали мултимедијално да можат да видат од каде потекнуваат нивните прадедовци, дедовци и така натаму. Bu topraklarda büyümüş bir Türk. Значи во Измир, особено во нашата општина, од 4 основни населени места, од 4 мала, овдека од ова село имаме голем број на иселеници кои што се наоѓаат таму. Малтепе и Јени Махале се двете мала или двете населби кои што големиот дел на иселеници се наоѓаат од тука од Врановци. Можат од тука да излезат многу и како идеи кои што се денеска ги разговаравме. Едната од тоа се економската зона која што се ќе се гради овдека во општина Чашка. Тука во иднина можеби некои наши бизнисмени би можеле да инвестираат, исто така хотелот кој што како предлог го каже градоначалникот, исто така ние како целокупна документација која што ќе биде презентирана од страна на општината Чашка, ние во нашата општина со нашиот бизнис сектор ќе го предложиме и се надеваме дека ќе има некоја позитивна реакција. Hem Çiğli'de hem Çaşka'da güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Ние сме двајца млади градоначалници, но се надевам дека и двете општини како млади градоначалници се надевам дека ќе направиме големи успешни проекти во иднина. Başkanımız bize 3 kere geldi. Biz ilk gelişimiz, biz de daha çok sık sık geleceğiz bundan sonra. Градоначалникот веќе не посети до сега 3 пати, ова е наша прва посета, но се надевам дека во иднина овие посети ќе ги зголемиме. Дојдов тука како јабанџија, далеку од својот дом и крај. Срце плаче, нигде среќа нема. Тежок гурбет, tuđina. Srce plače, nigde sreća nema.